пријатели, го повикувам да се обрати храбриот пратеник кој на црниот понеделник одлучно ја бранеше слободата и демократијата во парламентот. Пратеникот од Охрид, Митре Велјановски. Добро вечер, Прилеп. Добро вечер, граду Херој. Добро вечер, храбри борци за слобода. Почитувани пријатели, во Дебарца моја има една народна која вели: кај што текла вода, пак ќе тече. Октомври 41 одовде хероите стана и го победија фашизмот. Декември 2012 одовде гласот на отпорот е најсилен, одовде пораките се најсилни, злото викано Никола Груевски неславно ќе заврши. Почитувани пријатели, 7 години го трујат македонскиот народ. 7 години джигерите ни ги извадија. Ние сме биле предавниците, а тие биле патриотите. Ајде со јазикот на разумот, ајде со наедноставните примери да видиме кој е кој во ова жална Македонија. Почитувани пријатели, доаѓаа премиери само пред некое време, председатели од туѓи држави. Доаѓаа да прослават 100 години влада на туѓа држава. Доаѓаа да прослават 100 години знаме на туѓа држава. И тие прослави ги започнуваа со химна на туѓа држава. А патриотот Никола Груевски заборави да одбележи 70 години од првото изведување на македонската химна. Трајко Велјановски во буџетот имаше пари да одбележува 100 години знаме на туѓа држава, 100 години министер за одбрана на туѓа држава, немаше пари да одбележи 70 години македонска химна. Почитувани пријатели, доаѓаа председатели на туѓи држави да одбележат 100 години прва Балканска војна. Најголемата трагедија во историјата на македонскиот народ. И додека овие прославуваа јубилеи на туѓи држави, патриотот, пастирот во Америка одеше на роуд шоа. Тоа ли по нивниот терк е патриотизам? Не, господо, тоа е предавство на основните национални интереси на Република Македонија. Сигурен сум, Христо Татарчев, Петар Попарсов, Дамјан Груев, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев, луѓето која ја основаа во далечната 1893 во Столун историската ВМРО, се превртуваат во нивните гробови од овие изроди, од овие предавници. Овие луѓе ги испоганија 4 свети букви на македонската револуционерна борба. Овие луѓе не се достојни повеќе пред нивната партија
пред нивното интересно тендерско здружение да ги користат светите букви ВМРО. Затоа што премногу крв се вложени за да дозволиме овие да ја разнебитуваат Република Македонија. Почитувани пријатели, од 903 од Мисирков, од неговата љубов кон својата татковина, од неговата почетна борба, кога кажа: ние сме посебен народ, посебна словенска нација, ние треба да имаме собствена татковина. Така е. Тоа свето дело на Мисирков го продолжи и го реализира со својот гениален, научен, лингвистички ум Блаже Конески. Направи наука за јазикот со која на светот, посебно на Атина, на Софија и на Белград, им ги затвори устите со научни факти, да мора пред вистината да молчат и конечно да ја признаат реалноста и посебноста на македонскиот народ да направи своја држава. Ченто и Кузман и сите останати 30.000 жртви во НОБ, тоа го заокружија на Асном. Дојдоја луѓе полуписмени, неодговорни, несериозни, да чепкаат во македонскиот идентитет. 100 години мака, 100 години труд ни треба светот да го увериме дека ние сме нешто друго, ниту срби, ниту бугари, ниту грци. Дојдоја тие да ни кажат дека сме биле не потомци на Свети Климента, туку на Аминта, на Пердика и на не знам кој. Дојдоја овие антихристи да се откажат од нашата вера во името на некакви пагани. Тоа ли се патриоти или тоа се предавници? Овој народ и историјата никогаш не погрешиле, секогаш на крајот вистината ќе биде таа што ќе победи. Почитувани пријатели, 2006 година дојдоја на крилјата на портокаловата преродба, дојдоја и ни ветија економска преродба и економско чудо од Македонија. На кое дереđе не донесоја? Македонија е економско чудовиште. Македонија е држава во која повеќе од 600.000 нејзини граѓани живеат со помалку од 1 евро. Дојдовне на дереđе наши сограѓани да посегнуваат по сопствениот живот, изговарајќи ги последните зборови дека тоа го прават затоа што не можат да ги платат сметките. Треба ли некој од надвор, треба ли лондонски економист да ни каже дека сме најсиромашна, најмизерна, најбедна држава во Европа? Ветија автопатишта, ветија енергетски капацитети. Од тие преродбеници нека излези еден и нека каже колку километри автопатишта направија, колку енергетски објекти направија. Нешто ги задолжија нашите деца, ги задолжија и нашите внуци. Многу е храбро, големо јунаштво е, голем економист е Ставрески и Груевски.
месец од кога не изфрлија од парламент да се заворчат за нови 500 милиони евра, а да и ќе им даделе 500 денари на пензионерите. Пензионерите со тие 500 денари ќе се напијат 5 кафиња во некоја кафеана. Но кој ќе ги врача овие 500 милиони евра што само за овој месец не задолжија? Тоа е прашањето на кое треба да одговора. Уште ли ќе им веруваме на режимските мегафони? Уште ли ќе ни го перат мозокот со тениски игралишта? Таму ги потрошиле парите на овој народ. Почитувани, Македонија е на економско дно. Македонија тргна по патот на банкротот. И тогаш, кога рековме доста е, бидејќи имаме историска одговорност да застаниме на браникот на татковината, видовте што се случи на тој црн понеделник. Мене и Сугарески и нашите другари не болат подмолните удари во бубрези и долу во нозе каде што не можат да снимаат камерите и мобилните телефони. Не боли душата, затоа што тие не кренаја рака на нас, кренаја рака на собствениот народ. Ние таму не отидовме на конкурсот Трајко Велјановски, ние таму отидовме со волјата на 370.000 граѓани на оваа држава. Трајко Велјановски, Никола Груевски крена рака на 370.000 граѓани на Република Македонија. Почитувани пријатели, тој што кренал рака на собствен народ, тој многу неславно завршил. Така ќе завршат и овие диктатори. Почитувани пријатели, дојдоја со приказни. Ние сме биле изслужени политичари од СДСМ транзициони, тие биле европски политичари. Каде е Македонија на европските интеграции во овие 7 години? Од земја која беше лидер, од земја која беше барем еден мал чекор пред Хрватска и пред сите во овој регион, Македонија ја претворија во казамат, во темен вилает. Македонија е заборавена земја. Македонија остана во Балканската дупка и Косово и Босна на европските интеграции се пред нас. Тоа ли се европските политичари? Тоа ли е европската перспектива и иднина на Република Македонија? Тие ли се тие што ќе го донесат доброто во Република Македонија? Почитувани пријатели, на крајот дојдоја со ореолот. Тие биле млади, тие биле демократи. Какви црни демократи? Демократи ли се луѓе кои посегнаа и по последниот зрак на демократската светлина во Република Македонија, посегнаа и по парламентот на Република Македонија? Демократи ли се оние луѓе кои за 4 години, не ние како нивни политички опоненти тоа што го кажуваме, него еминентната меѓународна организација Репортери без граници по индексот на слободата на медиумите не стави на 116-то место. Знаете ли со кого сме заедно? Со Афганистан, со Ирак и со Еритреја. За 4 години од 34-то место дојдовме на 116-то место.
Može li da ima demokratsko opštestvo во држава каде нема слобода на медиумите? Почитувани пријатели, пред се, почитувани млади луѓе, како што 41 година беше света борба да се бориме против фашизмот, посвето е денеска во 21 век да се бориме за елементарните човекови слободи и права кои овие неодговорни луѓе со заробен тоталитарен ум ни ги ускратија. Света обврска и свето право е да се избориме. Почитувани пријатели, многу крв има во темелите на оваа напатена земја, затоа застанавме на браникот на татковината. Гледајќи ве вас, сум уверен дека таа битка ќе ја добиеме. Да сте ми здрави и живи, да живее Република Македонија! Почитувани соборци, стиснете дупаница и кренете